Родителите честопати имаат искуство кога најмалиот член од семејството се буди вознемирено среде ноќ, испотено и со вжештено чело. Многу родители знаат што значи кога детето е болно и има зголемена температура. Во повеќе случаи таа појава не е опасна кај дечињата и најчесто е предизвикана од вообичаени инфекции кај детето, велат педиатрите. Проблем во текот на овој период се температурите кај децата. Значи, температурата веќе, јас и порано ми сам имам зборувано, дека тоа е еден нормален одговор на секој здрав организам. Тоа практично организмот се бори со самиот предизвикувач, значи бактерија, вирус или било кој друг. Со тоа температурата е одговор дека имуниот систем на детето се активира. И дури температура до 38,5 е температура која што во најголем број случаеви е корисна температура, заради тоа што на таа температура најдобро се уништуваат микроорганизмите. И некој пат, јас знам дека е тешко на родителот кога има дете температура. Ги разбирам, значи нивната вознемиреност, паника, плашење од температурата да не биде нешто, меѓутоа мора да знаат дека температурата не е значи тоа е нешто нормално што се среќава кај детскиот организам и требаме правилно да го лекуваме температурата, правилно да ја третираме. Според педиатар Глигорова, за обична вирусна инфекција и покачена температура не смее да се даваат инекции, туку да се третира полесно. Само, како што реков за антибиотикот, да се внимава кога се дава и како се дава, овдека драстично и морам да кажам стриктно дека никако, особено првите денови, кога станува збор за обична вирусна инфекција, не смееме да даваме на децата инекции за температура. Знаат пациентите, обично ги знаеме, нели, доктор ќе дајте му инекција за температура, значи не постои таков лек. За температура инекции не постојат, тоа е кортикотерапија што се дава при температура, за која што практично го уништува имуниот систем на детето. Моментално ќе биде добар, кога ќе се даде инекцијата, меѓутоа, за жал, после 2 до 3 дена, детето повторно качува температура, повторно се разболува и целата клиничка слика повторно се појавува, а со тоа што ние сме го прекинале тој правилен имун одговор на детето, со тоа што сме дадале кортикотерапијата, практично не возможуваме кај детето да се формират клетките на памтење, кои што се многу битни, кои што колку повеќе имаме клетки на памтење, толку е побогат имуниот систем, одбраната на детето, со цел, значи, кој ќе навлезе организмот, ако веќе имаме изградено прав имун систем, таа клетка постои кај детето, го пречека тој микроорганизмот уште на самиот негов почеток, тука реагира и воопшто кај детето веќе немаме клиничка. Родителите најчесто мислат дека зголемената телесна температура е болест и дека таа треба веднаш да се намали. Не треба да заборавиме дека благо зголемената температура е добра помош при борба на организмот со инфекцијата, вели доктор Глигорова.